Добро, уште еднаш ќе ги афирмирам нашите ставови кои што синоќа ги соопштивме до сите вас медиумите. Буквално беа со унифицирано соопштение кое што силно потврдува уште еднаш за воспоставен политички диалог во Македонија. Посебно за многу важно прашање пред кој што е исправена државата и во моментот на кој што е исправена државата, а тоа е пред 27 и 28 јуни Советот на Европа ќе има свое заседание и се надеваме на некој позитивен исчекор во тој правец, односно направивме напори да ја конституираме таа комисија со изборот на председател на комисијата, кој што подолго време беше отворено прашање. Предлогот е заеднички на председателот на опозицијата и на председателот на позицијата, а се надеваме дека со својот дигнитет деканот на правниот факултет при Универзитетот Кирил и Методи ќе може да изменаџира да се донесат извештајот и заклучоците од тоа што се случи на 24 декември. Уште еднаш сакам да спомнам дека на 1 март беше договорено формирање на оваа комисија. За разлика од тоа, ние се вративме во парламентот, учествувавме на изборите. Власта не презеде никаков чекор. Ова денеска е исчекор, кој што се надевам дека брзо ќе излезе со заклучоци, кои што ќе констатираат што навистина се случи на 24-ти. Тоа е важно заради мојата политичка партија, заради сите опозициони пратеници, но сите се согласуваме дека е многу важно за Република Македонија и токму од тој аспект очекувам брзи заклучоци и решенија кои што ќе ја нормализираат состојбата во нашата земја. Договорено се принципите кои кажат комисијата, бидејќи имаше предлог од владеачката партија таа да работи врз основа. Како што знаете, тој предлог беше уште од порано одбиен од страна на Социјалдемократскиот сојуз. Она што е договорено името и презимето на председателот на комисијата, професор доктор Борче Давидковски, и до тука. Се надевам дека сите овие луѓе кои што партиципираат во таа комисија имаат свој општествен дигнитет и одговорност да носат одлуки. Јас очекувам вистината да излезе. Менеджментот на комисијата ќе има председателот на комисијата. Се надевам дека ќе донесат мудри одлуки со кои што пред се и над се ќе гледаме кон иднината на Република Македонија. Многу важни се аспектите, како што знаете, пратениците на СДСМ и целиот опозиционен фронт присуствуваат и дебатираат на комисиите, а присуствуваат а не дебатираат на пленарни седници. Тоа е токму заради тоа што очекуваме некаков исчекор од страна на власта во поглед на тоа. Резултатите од заклучокот на тие комисии ќе бидат за нас некаков исчекор и ние знаеме секогаш тоа да го поздравиме. Среќен сум што е воспоставен диалог за многу важни прашања, што добива шанса политичкиот диалог во Република Македонија. Јас сум среќен пред се како граѓанин што придонесовме како опозициона најголема партија во државата во еден исчекор на уште поголема позитивна надеж исправени кон добивањето на датум за преговори со Европската унија. Со неколку збора, новиот бран од ВМРО ДПМН, еве какви последици носи. Навистина, знаете дека колкава беше мачнината кај учениците и во средното и во основното образование со екстерното тестирање. Се надевам дека вакви работи во иднина нема да се случуваат. Ова е катастрофално. Да се повтори екстерното тестирање не по вина на учениците, туку од процедурални грешки на Министерството за образование како организатор на екстерното тестирање, навистина е катастрофално. Еве дечињата се веќе на распуст. Како тоа ќе го објасниме на нивни години и да го свата тоа дека е добро за нив. Навистина, за мене како политичар, новиот бран еве какви резултати носи. Најверојатно тоа е причината. Ова е едно од министерствата каде што се случуваат промените. При новиот бран отпочнати неколку недели наназад, но се надевам дека ќе помине безболно целиот процес. Председателе, сите знаеме за популистичкиот говор на образа на власт од нашата партија. Дали вие кон председателот на еден начин како се противстави до тоа? До сега не се наоѓате. Јас многу малку ќе коментирам начините на настапи на нашиот политички противник, вклучувајќи го председателот на најголемата позициона партија и премиер на државата и сите други. Ќе се концентрирам пред се кон нашите настапи. Очекувам сериозност и моја, но и на моите соработници кои што ќе бидат ликот на Социјалдемократскиот сојуз. Имаме многу што да кажеме на нашиот народ, многу што да понудиме, кои што се надевам дека ќе предизвика внимание да бидеме достоинствена и соодветна алтернатива кога оваа власт треба да замине колку што е можно порано. Токму од тој аспект
ќе гледате како не даваме наши коментари на ваквите навреди кои што многу често се случуваат, кои што не значат пријателско пружење на рака помеѓу политичките противници и достоинствена борба, многу често е тоа и на лична основа. Токму од причините ќе се насочиме кон тоа што ние правиме како Социјалдемократски сојуз и се надевам дека нивните зборови многу често во иднина ќе бидат сватени како зборовите зборуваат за човекот. Тоа што тие ќе го кажат, да знаат луѓето дека за какви луѓе се однесува, кој тоа го зборува и во кој правец тоа не води. Се надевам дека навистина со овие први чекори како председател на Социјалдемократскиот сојуз и мојата желба за позитивен подстрек во целокупното наше живење ќе биде препознаени од страна на власта, кое што барем ќе допринесе кон разлабавување на политичките стегнати состојби кои што постојат во општеството или судири, би ги нарекол на еден начин, се со крајна цел да внесеме спокојство кај граѓаните во ова тешко време на живење, ако и ние како политичари предизвикуваме проблеми, го отежнуваме и така тешкиот живот на граѓаните. Се надевам дека во иднина се повеќе ќе бидеме сервис, слуги на граѓаните како политичари, а не луѓе околу кои што се врти целиот свет.